Добро вечер. Вторник дал за часот и 30 минути, време за нова вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар и мембар се користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Денес ќе биде 2 во 1. Веднаш после кажување нова вонредна политичка анализа имаме интервју кој ќе емитуваме недела во 22 часот, така што има и такви денови. Прво анализа, после интервју. Ова може да бидат некои историски 7 дена. Не значи дека нема да бидат историски, не значи дека нема да бидат 7, може да бидат 10 или наредните 7 дена, меѓутоа мноштво на настани кои требаше да имат некоја своја експлозија, некој своје крешчендо, некој своје финале токму во овие 7 дена. Почнува со доаѓањето на Антонио Кошта тука во Република Македонија, па посетата на Мицкоски на Тирана, па избор на нов гувернер и сето тоа на некој начин се пролонгираше со изборот на нов гувернер на Народната банка на Република Македонија. Изминатите 7-8 месеци 3 или 4 теми кои беа третирани во рамки на овие вонредни политички анализи доаѓаат сега што се вели на наплата, односно доаѓаат до фаза на одредена реализација. Тоа е избор на гувернер, односите на Република Македонија со Европската унија и односите внатре во владината коалиција. Всушност сега точно гледаме каков е балансот на тие силни лоби групации во ВМРО-ДПМН, односно во извршната власт во Република Македонија, чите ВМРО-ДПМН, чите влада на Република Македонија, чите односи во парламентот на Република Македонија и чите односите помеѓу премиер и председател на Република Македонија. И во еден таков контекст целото тркало почнува да се отплеткува или целото клопче почнува да се отплеткува со доаѓањето на Антонио Кошта, првиот човек на Европскиот совет во Република Македонија. Тоа беше средината на минатата недела. И всушност, гледате, секогаш катализатор на политичките процеси во Република Македонија. Изминатите 30 на години е токму Португалија. Лисабонската декларација 92 година, после која доаѓа до падот на владата на Никола Клюсев, па Петар Гошев не го прифаќа или не го реализира добениот премиерски мандат и некаде септември 92 година Бранко Царенковски доаѓа на власт во Република Македонија. Па имате португалски предлог пред францускиот предлог за решавање на односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Тогаш португалците се извинува дека е некој несмасен превод, дека се направени одредени грешки и така натаму, но во огромен дел сето тоа што беше дел на португалскиот предлог беше подоцна инкорпорирано во францускиот предлог и сега го имате Антонио Кошта кој доаѓа тука во Република Македонија. Доаѓа тој, не доаѓа на пример Кала Калас, која е задолжена за надворешната политика во рамки на Европската унија, што ќе рече дека и во самата Европска унија во процесот на надворешната политика имате одредени процеси на ферментирање. Поради изјавите на Кала Калас, кој е еврокомесар за надворешна политика, поради изјавите на Кала Калас во однос на Русија, Руската федерација и војната во Украина, и првенствено поради незините изјави во врска со американската политика, Доналд Трамп и позиционирањето на Доналд Трамп, посебно после она средба негова со Зеленски во Белата куќа, односно во овалната соба, во рамки на Европската унија или во официјален Брисел, почнува да се јават одредени стремежи дека може би треба да се размислува за специјален представник за преговорите или за односите или за случувањата во Украина. Антонио Кошта влегува во игра, бидејќи се смета дека многу полесно може да балансира, бидејќи ставот за надворешната политика на еврокомесарот за надворешна политика не е став на еврокомесарот и во однос на Украина, и во однос на Америка, и во однос на Газа, Израел и Блискиот Исток, туку е став на 26 или 28 земји членки на Европската унија. Бидејќи Кала Калас доаѓа од држава која не е доминантна, или држава или има некој политички бекграунд кој не е овозможно да прави такви компромиси и баланси, се смета дека Антонио Кошта е многу повешт, дека е многу поумешен и тој всушност ја на некој начин ја става во втор план Кала Калас, иако нели не е член на Европската комисија, тук прв човек на Европскиот совет, така што тој доаѓа во Република Македонија, ги пласира своите ставови во однос на францускиот предлог план А, план Б, дека всушност нема план Б, и еден ден после таа средба Христијан Мицкоски оди на веќе договорената среда со британскиот премиер во Тирана. И кога македонската опозиција, оној договор помеѓу Велика Британија и Република Македонија, ќе го гледа низ призмата на мигранти, на миграција, мислам дека тоа е драматично погрешно, бидејќи во еден момент може би нема да има мигранти и миграција во Република Македонија. Многу е посуштински, тоа е суштината на ова вечерашна вонредна политичка анализа, многу е посуштински кога тој договор со Велика Британија ќе го гледате низ призмата на нереализирани ЕО стремежи, ЕУ амбиции или влез на Македонија во Европска унија,
Кога гледате како Албанија за 2 години ќе стане земја членка на Европската унија, тоа нема да го направи Република Македонија, така што настапот на кошта и договорот со Велика Британија треба да го гледате низ призмата на неисполнети EU очекувања, а не на мигранти и миграција во Република Македонија. Избор на нов гувернер. Требаше веќе да биде реализирана целата таа операција. Се случува еднаш на 7 години. Веќе 1 година или повеќе од 1 година Гордана Селјановска е прв човек или председател на Република Македонија. 10 месеци Христан Мицкоски е премиер на владата на Република Македонија, што ке рече имало доволно време, доволно простор и да се запознаат со тоа кој има амбиција да биде гувернер, кој може да биде гувернер, кој ќе влезе во потесниот избор или во потесниот кастинг и врз база на тоа, нели, благовремено да направат одредена проценка и тоа да можат процедурално преку собрањето на Република Македонија да го реализираат. Гувернерот на Народна банка го предлага председателот на државата и тој е реизбран или се избира во собрањето на Република Македонија. Имаше интервју Гордана Селјановска минатата недела на една национална телевизија, каде што прв пат покажува некое спротивставување на позицијата на премиерот. Многу повеќе спротивставување на нејзино маргинализирање, отколку околу ставот кој да биде иден гувернер на Народна банка на Република Македонија. Во саботата, значи 3 дена пред тоа вонредна политичка анализа, извори блиски на владата на Република Македонија брифира дека ќе биде гувернер, односно дека нема да биде гувернерка, што ке рече дека во потесниот избор беа влезени Трајко Слаевски и Зоран Ставровски. Тоа нели го најавивме некаде пред 3 недели во анализа Чувар на парите, каде што 5 имења анализиравме. Не значи дека едно од тие 5 имења сега ќе биде гувернер, бидејќи знаете кога конфликтите или клановите ќе влезат во една финална пресметка, ако не може да најдат одредено решение кој да биде гувернер на Народна банка, може да се оди на некакви компромисни решенија. Нешто слично што се случи при изборот на прв човек на Уставниот суд. Дарко Костадиновски влезе во потесен избор и беше избран за прв човек на Уставниот суд, откако двете кандидатки, зад кои стоја одредени кланови во поранешната владеачка партија СДСМ, владеачка партија во Република Македонија, не успеа да победат или да добијат 5 или 6 гласа од 9 члена на Уставниот суд на Република Македонија. Можеби нешто слично да се случи сега. Ако не се случи нешто слично, тогаш во рамки на еден триаголник Зоран Ставровски, актуелната гувернерка Бежовска на Народната банка и Трајко Слаевски ќе се избере кој да биде нов гувернер на Народната банка. И ако седнете да анализирате Гордана Селјановска и незината политика, жена да е, па незиниот инаугуративен говор како ново избран председател на Република Македонија, кој повеќе наликуваше како говор на некоја унија на жени на ВМРО, ДПМН, или некаква Роза Луксембург, или некаква АФЖ конференција или настап на председателката Гордана Селјановска. И таа има 3 клучни позиции кои зависат од нејзино именување или нејзино номинирање. Тој е гувернер на Народна банка, прв човек на Агенцијата за разузнавање и началник на Генералштабот. Бидејќи знаете опортуно е со толку многу малку жени во структурите на армијата на Република Македонија, вие да номинирате жена за началник на Генералштабот, во наводници тоа е машка професија, и бидејќи имате гувернер и плюс Агенција за разузнавање, начело на Агенција за разузнавање Гордана Селјановска предлага жена. Тоа беше прв нејзин избор, нели, кај што таа сака да ја бетонира, всушност да ја потврди својата позиција дека ќе се бори за правата на жените во Република Македонија. И сега да од 2 од 3, да речеме, нејзини именувања да биде повторно маж и да не биде жена, тоа ја носи во една многу тешко објаснива позиција. Ако имате Бежовска, ако имате Ставровски, ако имате Трајко Слаевски, тога за очекување дека Гордана Селјановска ќе инсистира на Бежовска. Зошто? Да биде жена. За да може да ја промовира или да ја потврди, да ја бетонира својата позиција дека таа ќе се грижи во нејзиниот мандат за правата на жените, жените да бидат равноправно застапени во политичките процеси во Република Македонија. Имате Ставровски, имате Трајко Слаевски. Еден ден после најавата дека ќе биде маж, односно ќе биде гувернер, го имавте Трајко Слаевски со Христан Мицкоски на некој ранг комета надпревар во Република Македонија. Можеби тоа е утешна награда, можеби Христан Мицкоски сакаше да промовира кој е неговиот фаворит во тие внатре гувернерски трки. Но суштината на процесите околу избор на нов гувернер, дека постојат силни кланови во врвот на ВМРО ДПМН, не постои еден клан кој е доминантен, туку постојат неколку кланови и во перманентен конфликт на тие неколку кланови всушност се креира кадровската политиката на ВМРО ДПМН. Кој ќе биде избран? Знаете, тоа ќе зависи од Будимпешта, ќе зависи од Мицкоски,
ќе зависи од Сашо Мјалков, ќе зависи во еден дел од Александар Николовски, во еден дел ќе заврши или ќе зависи од мокното банкарско лоби тука во Република Македонија. Во мандат на Бежовски имавте две проблематични банки, едната на Трифон Костовски, едната Стопанска банка Битола. Комерцијална банка се обиде да ги спаси двете банки, неуспешна беше целата таа операција. Оној обид за спасување на Стопанска банка Битола, мислам дека беше прекинат после намигнување од Калето, дека не е баш позитивно оценето да се спасува банката на Сашо Мјалков или на Јордан Орце Камчев, така што сега тој што ќе дојде гувернер на Народна банка, ќе се грижи за унгарските кредити кои доаѓаат во Република Македонија, ќе мора под контрола да ги има сега новите британски кредити кои се најавени и треба да бидат реализирани во некоја вредност цирка 5 милиарди фунти, околу 5, односно 6 милиарди евра, односно повеќе од 6 милиарди долари, и една или две проблематични банки. Што ќе се случи со тие една или две проблематични банки? Па може би да бидат продадени на некоја унгарска банка или некоја друга банка под контрола на унгарскиот капитал. Така што изборот на нов гувернер не е протоколарна функција, туку ќе биде суштинска функција во тие внатрешни политички бизнис премрежа, превирање и ферментирање на власта во Република Македонија. Имате градоначалник, лани во август ви реков дека градоначалникот на Кисела Вода Орце Георгиевски ќе има амбиции да трча градоначалничка трка, дека некому ги има развиено тие амбиции. Знаете, кога вие на одредена структура ќе развиете одредени амбиции, таа структура или тој градоначалник ќе почне си прави одредена лоби групација и врз база на таа направена лоби групација ќе се промовира во јавноста во Република Македонија и тој процес ќе оди толку далеку што подоцна ќе биде многу тешко вие да го вратите процесот назад. На крајот во финалето, вие или него ќе предложите, или ќе направите внатрепартиски конфликт, или за да нема внатрепартиски конфликт, ќе мора да му дадете некоја крупна позиција во владата на Република Македонија. Кога говорам крупна позиција, тогаш мислам на министар за внатрешни работи, мислам министар за одбрана, мислам некој од 3 или 4 клучни функции. Знаете, ако некој не биде кандидат за градоначалник, вие треба да го наградите во наводници, а е најсериозен кандидат, има направено лоби група, има добри анкети, има добри рейтинзи кои му одат во прилог, вие треба да му дадете некој од клучните функции. Ако дел од безбедносното милје, тој е министар за одбрана или министар за внатрешни работи. Министар за внатрешни работи е Панче Тошковски, кој некој го гледа како потенцијален наследник на Христијан Мицкоски. Во оваа фаза Мицкоски тешко ќе ожртвува Панче Тошковски, бидејќи ако го жртва Панче Тошковски, жртвува прво дел на својот шинел или човек кој е дел на шинелот кичен кабинетот на Христијан Мицкоски. Второ, ја нарушува пирамидата на МОКТа, пирамидата на влијанието во структурата на ВМРО-ДПМН. Ако е министар за одбрана, таму е Владо Мисајловски, тој е дел на она групација Курир, која има краци директно до Будимпешта, односно до Никола Груевски. На крајот Владо Мисајловски го заменува Миле Енакиевски на чело на Министерството за транспорт и врски, значи клучно министерство во мандат на Никола Груевски. Така што ако не Орце Георгиевски, например Златко Пирински, вие правите тектонско поместување, тектонско пореметување. И кога лани во август ви отворив таа тема и ви реков дека ќе биде клучно кој ќе има некоја контрола врз фудбалскиот клуб Вардар, и тука се прелеваат сите тие работи, се прелеваат пари, процеси, така натаму и така натаму. Но на крај, знаете, тој што ќе биде градоначалник на Скопје и е трета политичка функција во државата, тој ќе може да биде нешто многу посилно, многу помокно Даниела Арсовска. Која беше ролјата на Даниела Арсовска? Па да го дисциплинира, да го држи под контрола, да го плаши Христијан Мицкоски. Знаете, кога ќе му развиете на Христијан Мицкоски таков страв, а го имате Орце Георгиевски, кој е многу помокен од Даниела, кој има многу поразвиена мрежа, политички многу повеш, многу поумошен од Даниела Арсовска, тогаш можете да го инструирате и Мицкоски да се плаши од Орце Георгиевски, а и Орце Георгиевски, ако не му бидат задоволени одредени политички амбиции, да влези и самиот во некоја градоначалничка трка за прв човек на Скопје, бидејќи, знаете, после така манифестирани амбиции да биде прв човек на Скопје, вие тешко ќе може да го задоволите Орце Георгиевски да остане да биде прв човек на Кисела Вода. Тоа е толку малку, тоа е толку ништо во споредба со неговите големи амбиции кои вие во меѓувреме сте ги зголемиле. Во таков контекст на односи, вие имате поради гувернерка благо заладување на односите со првата
дама, првата жена, мајката на државата или претседателката Гордана Селјановска. Гледате се, Гордана Селјановска оди на самитот на НАТО во Хаг, а не оди Христијан Мицкоски, па ќе предуцирате мало конфликтче околу тоа кој да биде гувернер, дали ќе се испоштува волјата на Гордана Селјановска или нема да се испочитува волјата на Гордана Селјановска. Потварате одредено конфликтче тука внатре, кој да биде кандидат за градоначелник, биќе тоа е третата клучна функција. Одеднаш гледате Коце Трајановски, кој турбо влезе како прв човек на овој фонд за патишта, гради, асфалтира и така натаму, и сите очекува дека Коце Трајановски ќе сака да направи камбек после 2017 година и поразот на локалните избори од Петре Шилегов, одеднаш се трга Коце Трајановски. Како да нема амбиции Коце Трајановски, како некој да му јавено, знаете, кој може да му јави на Коце Трајановски да нема градоначалнички амбиции? Па тој што го има ставено да ги има тие градоначалнички амбиции. Така што останува Златко Пирински и Орце Ѓорѓиевски. Кога имате два кандидати, тогаш еден се чувствува поразен. Ако е Орце Ѓорѓиевски, тоа ще да дадете клучна функција. Ако му дадете клучна функција, хармонијата, рамнотежата во владата на Република Македонија нарушувате. Ако му дадете да биде градоначалник, тогаш тој ќе ја бара вашата глава како лидер на партијата. И тоа се тие процеси кои некој му ги тркало од позадина на Христијан Мицкоски. Тој е невешт, имам во наводници скратено работно време од 3 или 4 сати, нема трпение за големи политички комбинации, обнибуси и така натаму, кај што треба да ги задоволи сите. Функционира многу повеќе како професор на чело на ВМРО-ДПМН, а не како политичар кој целата своја енергија посветува на таа лидерска позиција, оди, посетува комитети, прави одредени коалиции и така натаму. И така натаму. Ако овие три процеси вие ќе ги споите, а крахира неговата, односно крахира личната меѓународна политика и стратегија на Христијан Мицкоски, па погледнете само каков ладен прием има Еди Рама кон Христијан Мицкоски. Минатата недела во Тирана, во Албанија, беше европскиот крем, сите премиери, председатели, некои што, сите кои нешто значат во европската политика, беа во Тирана. Најладен однос Еди Рама има кон Христијан Мицкоски, значи 10-11 месеци. Христијан Мицкоски имаше време да ги направи, да ги затопли, да ги направи розови односите со Еди Рама. Гледате, близина на Еди Рама и Александар Вучич, близина на Еди Рама и со Зоран Заев и со Димитро Качевски, меѓутоа едно студенило, еден ладен однос кон Христијан Мицкоски. И тоа нели ги подгрева сите оние политички шпекулирања дека Еди Рама сега во услови кога Албин Курти е маргинализиран, тешко може да состави влада, може ќе се оди таму на некои вонредни избори и така натаму и така натаму. Значи веќе приштинската платформа со излегувањето на Арбен Таравари од власта или од владената коалиција паѓа во вода, таа е веќе растурена како кула од карти. Некоја тиранска платформа број 2. Албанскиот амбасадор во Република Македонија имаше клучна задача да го извади прво Арбен Таравари од владената коалиција и да направи се во владената коалиција да влезе дуи, така што ако Еди Рама како прв човек на албанскиот кампус на Балканскиот полуостров има такви ладни студени односи со Христијан Мицкоски, тоа значи дека можеме да чекаме дополнително радикализирање на односите помеѓу македонците и албанците во Република Македонија. И јас секога сум сметал дека избирајќи помеѓу тоа да ги прифати бугарите во уставот на Република Македонија и да направи одреден сериозен етнички конфликт во Република Македонија, Мицкоски ќе ви одбери да направи сериозен етнички конфликт. Зошто така функционира? Така политички размислува Христијан Мицкоски. Значи во такви услови, кога него му се отварат сериозни конфликти внатре, надвор од владата, во меѓуетнички односи, во бизнис или овие олигархиски односи, градоначалнички односи, Мицкоски се помалку ќе може да се снаоѓа, зошто бидејќи многу малку време троши на обавување во полн капацитет на премиерската функција во Република Македонија. И ајде сега да ги анализираме односите на Лондон, Велика Британија и Република Македонија. И прва асоциација која ми паѓа на памет, која треба да ги објаснувам или да ги анализирам тие односи, е Вели Абрамовиќ и неговата легендарна изјава. Британска служба, руско оделение. Британска служба, значи под контрола на МИ-6, но руско оделение на таа британска служба. И всушност најголемите процеси тука на Балканскиот полуостров, не само сега, 1941 година, 27 март, боле роб него гроб, боле рат него пакт, кој ги има направено британската тајна служба, со помош на незината британска инсталација, всушност најголемите, како да ги дефинираме, најголемите кукавички јајца кои им се ставени во торбата на руската надворешна политика,
на руската безбедносна политика, на руската КГБ, ФСБ, НКВД, како да е дефинирање, ги има направена британската служба, затоа и тој анимозитет помеѓу Лондон и Москва, иако се тоа две кралски семејства кои се роднински поврзани, први или втори братучеди, на крајот секогаш првите братучеди ги елиминират своите први братучеди. Овие од Лондон ги елиминират и од Москва. И всушност кукавичкото јајце кое е направено сега тука, во услови кога Република Македонија станува еден вид во наводници без Европската унија терен когнита, го прави Ми-6. Таа го запоседнува просторот тука во Република Македонија. Затоа, знаете, на почетокот ви реков, немојте да правите знак нееднаквост помеѓу мигранти, мигрантска политика и договор помеѓу Скопје и помеѓу Лондон, бидејќи тоа значи драматично промашување на целта, драматично промашување на стратегијата. Може би да има мигранти, но тоа е апсолутно небитно во целата приказна, а може да нема мигранти и да ви падне као кула од карти целата таа стратегија, односно тоа што го прави македонската опозиција. Како велат, ова е второ стратешко партнерство. Значи, Република Македонија има две стратешки партнерства. Едното стратешко партнерство со Вашингтон и едното стратешко партнерство во најава со Лондон. Кога се случува двете стратешки партнерства? Првото се случува 2008 година, кога е грчкото вето за Република Македонија, во НАТО влегува Хрватска, во НАТО влегува Албанија, во НАТО не влегува Република Македонија. Иако тогашниот американски претседател еден ден пред грчкото вето најави прием на 3 нови членки во Европската унија. На тој самит во Букурешт неуспешен е обидот на одредени држави, бидејќи Германија се закано дека ќе стави вето, тогаш Ангела Меркел, Украина и Грузија да станат членки на НАТО алијансата 2008 година. Во Грузија имат одредени протести, демонстрации, имат одредена војна, отцепување на одредени територии, одредени руски енклави, Абхазија, Осетија и така натаму и така натаму. И гледате што се случува од 2014 година во Украина. Војна на која се уште не се гледа крајот. И Македонија која станува поради грчкото вето надвор од НАТО алијансата. Тогаш е воспоставен договорот или стратешкото партнерство помеѓу Соединетите американски држави, односно Вашингтон и владата на Никола Груевски. И повторно имате ВМРО ДПМН. Еден ден пред најавата или изјавата на Емануел Макрон дека за 2 години Албанија ќе стане членка на Европската унија, и тој ги повикува инвеститорите да дојдат во Албанија да инвестират, бидејќи за 2 години ќе им се врати капиталот, нели? Бидејќи Албанија ќе стане членка на Европската унија. Доаѓа Антонио Кошта тука во Република Македонија, во Скопје, вели нема план Б. Имате план А, бугарите во уставните измени за да можете да го продолжите патот кон Европската унија. И бидејќи тоа не се реализира, ви имате второ стратешко партнерство. Со кого? Со Велика Британија, односно со Ми-6 структурата. Зошто? Бидејќи ако 2008 година Македонија, заедно со Хрватска и Албанија, не станува земја членка на НАТО, сега 2025 година, кога веќе се гледа дека Албанија, заедно со Црна Гора, евентуално Молдова, ќе станат новите држави членки на Европската унија, паѓа во вода целата стратегија на ВМРО ДПМН за море на Европа, има одреден замор, нема да има ново продолжување, џабе да ги направиме уставните и секакви други измени, и вас ви се случува студен туш и во Скопје, и во Тирана, и ви имате стратешко партнерство со Велика Британија. Ако овде од 2008 сме чекале до 2021 година, тој некаде 13-14 години, значи со стратешко партнерство со Велика Британија ќе чекаме нови 14 години, Македонија да стане членка на Европската унија 14 години или 12 години после станувањето на Албанија и колку 20 и нешто години после станувањето на Република Хрватска, така што стратешкото партнерство со Лондон, гледате го низ призмата на парите, гледате го низ призмата на инвестициите, гледате го низ призмата на мигрантите, ако сакате. Но 99% гледате го низ призмата на нереализирани европски очекувања. Стратешко партнерство имате со држава која е клучен втор сојузник во рамки на НАТО алијансата, после Соединетите американски држави, кога ја нема Америка во мандат на Доналд Трамп, тогаш Велика Британија е доминантна земја членка на НАТО, и во услови кога имате тука еден бришан простор тера инкогнита, кој не е пополнет од Европската унија, тоа го пополнува Ми-6 и Велика Британија со стратешко партнерство со Република Македонија. Пред да почнете да носите одредени заклучоци, земете официјалната биографија на Виктор Орбан. И таму ви пишува дека кратно 80-те години, како стипендист на Сорос, Сорос е тука небитен, подоцна влегуваат и Виктор Орбан во конфликт со Сорос, но влегува и британската
влада, посебно поради операцијата на рушење на британската фунта со шпекулација на берзата од страна на Џорџ Сорос. Значи, Виктор Орбан има неколку месечен, неколку годишен престој во Велика Британија. Па дури кога паѓа од премиерската функција помеѓу првиот и вториот мандат, тој исто така има одреден престој. Можеби не е студентски или студиски престој во Оксфорд, но има престој во Велика Британија. И во неговата биографија ќе најдете одредена реченица дека тој го усовршува својот британски или англиски јазик читајќи го Шекспир. И ова што сега ви се случува е Шекспир. Не треба Велја Абрамовиќ да ви каже британска служба или МИ-6 руско оделение. Значи мора да имате кукавички јајца. Со помош на тие кукавички јајца да ги навлечите русите, да го навлечете Путин да мисли дека тие се негови клучни сојузници и во оден временски период да ме излечете чергичето. Па беше ли Виктор Орбан на прославата на победата на фашизмот во Москва? Не, апсолутно беше Фицо, беше Вучич, сите кои ги има навлечено Виктор Орбан, но не беше Виктор Орбан. Па нешто слично ви се случи тука во Република Македонија. Гледате како во период од некаде 2014, 2015, 2016 година, Тависток, Лорд Монктон и така натаму, операција Волшебникот од Ост, или операција со која треба да биде срушена преку шарената револуција, па се правеа одредени алузии, одредени споредби, одредени поврзувања на тоа што се случува во Република Македонија и тоа што се случуваше во тој временски период во Хонг Конг, одредени форми на шарена револуција, и меѓуредови обвинување на Велика Британија дека таа стои позади таа цела операција на рушење на Никола Груевски, иако јас постојано велам, Никола Груевски е чедо на Британија, на Велика Британија. Студиски престој во Велика Британија и како што Велика Британија учествува во одредени процеси во Република Србија и кога ќе го дисциплинира Александар Вучич, тоа се повлекува од одредени процеси во Република Србија, нешто слично се случи во Република Македонија. Сите обвинувања Македонија е проруска, Македонија ваква, Македонија онаква, има проруско расположение и така натаму и така натаму. Знаете, кога вие ќе сондирате целата таа ситуација и ќе видите дека во медиумите под контрола на Белград, односно под контрола на Москва, се создава одредено анти-ЕУ, анти-НАТО расположение, а вие не знаете како да го скршите тоа анти-ЕУ, анти-НАТО расположение и тоа почнува тамо некаде од шарена револуција, после шарена револуција, промена на името, корона, период на корона и така натаму и така натаму. Тогаш ви видите, добро, не можеме да го контролираме јавното мислење, не можеме да го контролираме политичките процеси во Република Македонија. Како? Така што одредена политичка структура за која ќе развиеме одредена парадигма дека е анти-ЕУ, анти-НАТО, ќе донесеме на власт во Република Македонија, таа ќе го бетонира името Северна Македонија, ќе го бетонира сојузништвото на Македонија со НАТО и ќе видиме во некој догледнина какви ќе се незините односи во однос на пристапувањето кон Европската унија. Името Северна Македонија е бетонирано и од Гордана Селјановска, и од Христијан Мицкоски, најмногу од Панчо Тошковски, гледате, тие се најголеми северџани. Тие од уста не го водат името Северна Македонија. Кога ќе го анализирате договор за стратешко партнерство помеѓу Република Македонија и Велика Британија, тамо Република Македонија ви се промовира како лојален сојузник на НАТО алијансата, значи од тактичко ниво тоа сојузништво ќе се префрле некое стратегиско ниво, бидејќи ќе имат отварање на одредена војна болница, правење на одредена војна болница, одредени војни аеродроми кои сега не ви кажат, бидејќи тоа не е наведено во оној дел на договорот кој може да биде јавно публикуван. Одредена пруга која ќе поминува од Скопје, брза пруга која ќе помина доле тамо до Солун, односно до Атина, еден крак кон Кочен, еден крак кон Пробиштип, еден крак кон Кратово, што ќе рече многу брзо да може да се спои со некоја пруга кон Република Бугарија. Така што Република Македонија во само 10 месеци ви го бетонира и сојузништвото со НАТО, ви го бетонира и името Северна Македонија. Останува само надвор од Европската унија и тоа ќе се решава во некоја во една фаза, во некој иден период од наредни 10 години. Така што, кога ќе седнете и ќе речете дека во период од 7 или 8 години ви се случува шарена револуција, Лорд Монктон, тука присутен во Република Македонија, по овие новинари блиски до Ѓорги Иванов, до целата таа структура на Завиша филм групацијата, ви цитира одредени книги Волшебникот од Оспа, дека се поврзуваат со одредена символика, дека суштината на функционирање на британската служба е преку одредена символика да може да реализира одредени операции. И ако ставите знак на една шарена револуција и британската служба, тога знаете, после 7 години таа британска структура на власт во Република Македонија носи одредена политичка гарнитура која треба да ги реализира нивните стратешки очекувања тука во Република Македонија.
Кој им помага во целата таа операција? Па тој што го изучил англискиот јазик, читајќи го Шекспир за време на неговиот студентски престој во Оксфорд. И за крај на оваа наша вонерна политичка анализа. Имавте две линии на меѓународна политика или две линии, два правци меѓународната политика во самата влада на Христијан Мицкоски, односно на ВМРО-ДПМН. Првиот правец или првиот крак го водеше самиот Христијан Мицкоски. 3 или 4 патувања во Соединетите американски држави, окей, ке речете туристички патувања, сакал да се прошета, бил 7 години опозиција, па еве сега дојде живот за него, па ќе оди 3 или 4 пати преку Атлантикот во бизнис класа, бидејќи го бола колената. Меѓутоа суштината на таа политика е дека всушност некој сакаше тука да се промовира дека е прв човек на Доналд Трамп, најблизок до Доналд Трамп, многу поблизок и од Еди Рама и од Александар Вујчич, многу поблизок од грчкиот премиер Мицотакис, поблизок од бугарското раководство Бојко Борисов и така натаму и така натаму. И минатата недела со доаѓањето на Крис Павловски тука во Република Македонија, ви се растура како кула од карти целата таа стратегија на Христијан Мицкоски дека е главниот играч на Доналд Трамп тука на Балканскиот полуостров. Излегува Крис Павловски и вели тој е од Канада, не од Америка, и дека тој не е дел на администрацијата, нема такво влијание врз Доналд Трамп за да може да креира или да може да го испровоцира да излобира ке него за одредена многу подобра политика во однос на Република Македонија. И вториот крак на меѓународна политика кој ви го води Александар Николовски. Ако кракот на Мицкоски води кон Вашингтон, гледате, Александар Николовски не беше дел на ниту една посета на Христијан Мицкоски на Вашингтон, не беше дел ни на операцијата на Мицкоски за спасување во Кочани, се измалкна и од стратегијата на Мицкоски во однос на американската политика или на политиката со Вашингтон, кохабитација, нели, како што се вели стратешко партнерство со Вашингтон, беше надвор од целата таа операција Кочани, тоа што се случи во Кочани и спроведе одредена стратешка или стратегиска операција на поврзање со Лондон, односно со Велика Британија. И Мицкоски ви се приклонува на крај кон стратегијата на Николовски за поблиски релации со Лондон и со Велика Британија. Што ќе рече дека од двете стратегии, од кој едната минирана на Сител телевизија, после интервјуто на Крис Павловски минатата недела, кај што вие сваќате дека нема ништо од таа прокламирана близина на Мицкоски на Доналд Трамп, има, но таа не е ни приближно толку силна, толку длабока, како што сакаше да ја промовира македонскиот премиер, или што велеше Владо Глигоров, синот на македонскиот председател Киро Глигоров. Немојте да се фалите ако тоа не може да го реализирате. Фалете се толку колку што може да реализирате. Во услови кога вие многу се фалите, а малку може да реализирате, тогаш што ви се враќа како бумеранг. И имате вториот крак на политиката, тоа е Александар Николовски кон Лондон, односно кон Велика Британија. Иако сега нели се говори за инвестиции, се говори за одредени проекти и така натаму, тука станува збор за кредит. Кредит во висина од 5 милиарди, максимални 5 милиарди фунти, некаде околу 6 милиарди долари, односно 6 милиарди евра. Тоа е огромна пара за Република Македонија. Тој што има контрола на гувернер, тој што има близина со банки во Република Македонија, тој што има контрола или блиски релации со бизнис факторот во и околу ВМРО-ДПМН, контрола врз гувернерските смени во Централната банка или како ќе се однесе идниот гувернер на Централната банка, контрола врз банките, а контрола врз банките вие правите секогаш кога имате транспортна политика или градежна политика во Република Македонија, бидејќи тога со помош на одредени кредити вие ги субституирате банките. Тоа нели пред една година ви го објаснав, бидејќи преку проектот на Бехтел Јенка вие најлесно ги дисциплинирате банките во Република Македонија, бидејќи тога самиот проект Бехтел Јенка ви се јава како финансиер на одредени бизниси поголеми или помали во Република Македонија и тогаш банките ви се само како сервис кој добива одредена провизија, но не креира политика во Република Македонија. И ако имате проекти во вредност од 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди долари или евра, тогаш вие сте многу помокен од банките во Република Македонија. Значи го имате Лондон, имате Велика Британија, имате одредена кредитна политика, каде што во интервју за Сител телевизија Александар Николовски вели дека британскиот кредитен рейтинг АА ќе биде ставен во функција на Република Македонија. Република Македонија и владата на Република Македонија ќе може да се подпри на владата на Велика Британија и да го користи нејзиниот најдобар кредитен рейтинг кој е означен со АА, за да може да зајми кредити или да се позајмува од банките или од приватните фондови во Велика Британија. И тоа е суштината на целата таа операција. Нешто слично беше 96-97 година во Република Македонија. Кога се размислуваше за патот од Гостивар до Тетово или од Тетово до Гостивар, имаше одредени размислувања да се даде под концесија за 50 или 90 или 100 години. На крај
Беџети кој беше министер на транспорт и врски направи одредена пресметка, одредена проценка дека за 6 до 8 години ќе се извадат парите, ќе се извади профит веќе од тој пат и дека нема потреба да се дава под концесија од 50 или 100 години, дека треба со кредит тој да биде инвестиран во Република или да биде реализиран во Република Македонија, подоцна парите да ги црпи преку патарини, преку ова, преку она, преку сите тие дополнителни привилегии и бенефити Република Македонија. И нешто слично може да се случи сега, ќе имате брза пруга која нема да биде дадена под концесија, иако имало одредено размислување Велика Британија да биде концесионер на железничката мрежа во Република Македонија. Веројатно на крај се дошло до заклучок дека тие профити кои ќе се валат од таа брза пруга за 6 до 8 години, ајде да речеме и за 10 до 15 години ќе ги вратат назад сите тие пари, така што се влегува во кредитна инвестицијска соработка со Велика Британија, кај што Велика Британија ќе гарантира за тие кредити пред британските банки и пред британските приватни фондови. Значи, сума сумарум, два крака имате. Еден кон Вашингтон, кој капитулира, тој на Христијан Мицкоски, и вториот кон Велика Британија кон Лондон, тоа е Александар Николовски. Тоа ќе биде доминантниот крак на меѓународната политика на Република Македонија во наредниот период. Дали тоа ќе значи ново ферментирање на политички процеси внатре во МРОДПМН, тоа да биде тема за некоја друга вонредна политичка анализа. Јас сум Васко Ивтов, ова беше вечерашната вонредна политичка анализа. Ново дружење, недела интервју, вторник до 2:30, нова вонредна политичка анализа. Пријатна вечер.